Сите образовни институции и 2 јавни предпријатија во Охрид аплицирале за субвенционирано снабдување со електрична енергија од 1 декември, информираат од Општина Охрид. Македонското министерство за надворешни работи го осуди инцидентот со бугарскиот клуб во Охрид, бугарското упати протестна нота. 14 невработени лица во Охрид потпишаа договор за обука за негователи. Обуката ќе се спроведува согласно мерката 7.2 од оперативниот план за 2022. Швајцарија подобро од Камерун на отварањето на 5-тиот ден од светското фудбалско првенство во Катар. Времето утре променливо облачно со сончеви периоди и температура од 3 до 11 степени. Следевте една минута вести на Охрид Ньюс.